Новинарката Каролина Мицевска ја промовираше својата најнова книга насловена како Записи, која што е составена од 60 нејзини текстови пишувани во изминативе 30 години. Книгата е поделена во 3 целини со по 20 текстови, кои што се печат на едно време, одбележување на се она што во изминативе 3 децении се случувало во Прилеп. Инаку оваа година Мицевска одбележува 30 години од својата кариера како професионален новинар и 20 години како новинар кој што работел во различни медиуми. Во последниот период таа работи како советник за односи со јавност во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Пренесени се избор на репортажи, интервјуа и други текстови. Она што успев да го најдам. Ние новинарите за сите пишуваме, за сите даваме записи, ама најмалку за себе си се грижиме да оставиме нешто. И направив еден избор од она што успеав да го пронајдам по весниците, каде што сум пишувала, и сето тоа да го селектирам, да го направам она што е најдоброто, да го изберам од тие избрани текстови што успеав некако да ги најдам. И ете, записи е тука, таа една мала слика за се оно што се случувало во изминатите 30 години. Во незе има дел и неколку текстови кои што, односно репортажи кои што сум ги работела надвор од Македонија. Промоторот на книгата магистар Елизабета Арсовска, која што исто така е новинар, истакна дека кога новинар ќе одлучи да објави книга, тоа значи дека позади себе има долга километража напишани илјадници реченици и проживеани 3 животи на просечен граѓанин. Според Арсовска, таков бил случајот со Каролина Мицевска. Хроничар на едно време, чии текстови во изминативе 3 децении ги читавме на страниците на најстариот македонски весник Нова Македонија, но и во Народен глас, Балканска газета, во неделникот Зенит, а една емотивна љубовна драмска едночинка, Неделна белешка, е дел и од аудио архивата на Радио Прилеп. Записи, ова едноставно име е најмалиот заеднички содржател на 3-децениската новинарска авантура на Мицевска, која одлучи на едно место да ги собере само најзначајните текстови со својот подпис. Записи е ризница во која грижливо одбрани новинарски бисери, меѓусебно неповрзани и објавувани во годините наназад, но чија вредност токму во оваа форма го достигнува максимумот. Текстовите се жанровски поделени на 3 целини од вкупно 60 наслови, кои сепак носат ист печат, ист сензибилитет. Одскокнуваат од просечноста, го надраснуваат новинарскиот израз и се стремат кон повозвишеното. И во сите 3 дела е содржана убавината на пишаниот збор на Мицевска, незината страст кон патувањата и острото око кое забележува детали, незината дарба да го извлече најактуелното и најинтересното од интервјуата и најмногу од се незината умешност да како ровнокраен гласник надалеку се слушне за пелагониските природни и културни историски убавини. Инаку Записи е втора книга на Мицевска. Првата беше стручна, насловена Односите со јавноста, социјалните медиуми и јавното мислење. Низ годините била соработник со текстови во повеќе монографии, објавува трудови во ДНУ Прилеп, учествува на меѓународни конференции, а реализирала и десетина самостојни групни изложби на фотографии во земја и странство. За промоцијата на Прилеп во 2016 година ја доби и наградата 3 ноември на град Прилеп.